А сега ве молам да го поздравиме председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црвенковски! Добро вечер, Крушево. Добро вечер, драги пријатели. Еве вечерва токму од овој град на херојството и патриотизмот. Од овој град символ на борбата против тиранијата и неправдата, на желбата за слобода и собствена држава, го продолжуваме нашето работно лето. Нашиот поход низ Македонија, поход за охрабрување, за освестување, за мобилизирање и воздигнување на нашиот народ во овие тешки времиња. Во изминативе 3 месеци поминавме десетина града. Посетивме стотина села и населени места. Се сретнавме со стотици илјади наши граѓани. И секаде, буквално секаде ја видовме истата сурова реалност. Сиромаштија, беда, мизерија. Огромна невработеност, безпарица, скапотија. Луѓето се борат за гол опстанок, да преживеат од денес до утре. И секој ден нов стрес, нов шок, нова цена на струјата, нова цена на нафтата, на бензинот, на парното. Се најавуваат поскапување на храната, на лебот, на зејтинот, на основните работи без кои не се живее. Луѓето се плашат во продавница да влезат, на инкасатор да отворат, се плашат дома сијалица да упалат. Каде и да отидевме, со кого и да се сретневме, секаде ја слушнавме истата реченица. Вака тешко никогаш не било. Сите се во долгови, со неплатени сметки и невратени кредити. На секаде видовме огромен револт, гнев, бес. Тие што до пред некое време се плашеа гласно да зборуваат, сега се најгрлати, најбучни, велат, па душата не може да ми ја земат. Никој повеќе не верува во лагите пласирани на ладините телевизии. Народот многу добро ја знае вистината. Знае кај сме, што ни се случува и што допрва не чека. Никој повеќе не сака да живее во страв, под закани и притисоци. Никој повеќе не сака да биде подценуван, да биде газен и понижуван. Народот повеќе не сака да ќути и да трпи, да тоне во овој жив песок, да стои во место без било каква шанса за подобра иднина. Македонија бара промени, бара нов почеток, бара надеж и излез од овој ќорсокак. Народот е подготвен за крупни одлуки и за решавачки битки. Се чека на повик, се чека на знак, на лидерство, се бара организирана политичка структура која ќе застане на неговото чело и ќе го поведе. И сите очи се свртени кон Социјалдемократскиот сојуз. И на тие што не гласале, и на тие што не гласале, и на тие што не сакале, и на тие што не сакале. Знаат луѓето дека оваа ненародна власт се поразува само со организирана сила, со план и со концепт. Знаат луѓето дека нема кој друг да им го реши овој огромен проблем. Ова го говорам не заради некаква самобендисаност или ароганција, туку пред се, за да ние самите во Социјалдемократскиот сојуз разбереме
и на сите нас да ни стане целосно јасно дека ова не е никаква привилегија и лесно здобиена шанса, туку една тешка, една огромна одговорност пред целиот наш народ и нашата држава. Социјал-демократскиот сојуз овој пат нема да се бори за власт. СДСМ овој пат ќе биде алатка во рацете на народот за остварување на неговите цели и решавање на неговите проблеми. И секој наш вистински член, не по книжка, туку по душа и по срце, треба да биде свесен за оваа наша должност и одговорност. Овој пат нема место за лични калкулации, за кариеристички амбиции, за партиска тесноградост. Не да тргне некој од нас со тоа што ќе бидам јас, што ќе добијам јас, туку да тргнеме сите заедно тоа што можеме да направиме за овој наш напатен народ и оваа наша држава. Секој член на Социјалдемократскиот сојуз мора да биде пример за сите други, да биде таму каде што е најтешко, да биде во првите редови. Социјалдемократскиот сојуз мора да биде матица околу која ќе се собере и мобилизира целокупниот општествен потенцијал. Секој кој сака да се вклучи и да помогне е добре дојден. Отворени сме за соработка со сите политички партии, со сите здруженија на граѓани, со сите невладини организации, буквално со секој поединец, со секој човек во оваа земја. Нас проти себе имаме режим без било каква идеологија, освен една единствена, како да се задржи власта. И за остварување на таа цел нема нешто што не се спремни да го направат, нема цена што не се спремни да ја платат. Подготвени се безсрамно и бескрајно да лажат, да измислуваат и манипулираат, да се пресметуваат и да казнуваат, да газат врз достоинството на луѓето, најбезобразно да го кршат и уставот и законите. Секој кој представува закана за нивната власт е непријател кој треба да се уништи. Ја направија Македонија земја на политички затвореници, на затворени медиуми и уценети новинари. Кон државните институции се однесуваат како да се приватно партиска собственост, маша во нивните раце. Парламентот го направија безгласна гласачка машинерија. Председателот на државата портпарол на ВМРО ДПМН. Администрацијата послушна партиска војска, судовите извршители на нивните партиски наредби. Погледате само кој циркус го направи овие денови со армијата на Република Македонија. Министри од владата на Никола Груевски се поклонија и положија цвеќе на гробовите на борците на ОНА. Не скришно, не тајно, туку свечено и со присуство на камери. Само заради зачувување на коалицијата и власта и заради ништо друго, големиот патриот Груевски се обиде да ни објасни дека министрите тоа го направиле како приватни лица и во нивното слободно време. Какво слободно време, Никола? Па нели работите 24 часа, 7 дена во неделата? И можеш ли по истиот терк да ни објасниш кога си ти приватно лице, а кога премиер? Чисто да не сгрешиме и да не те искритикуваме за работи што ги правиш во слободно време. Па зар толку ли ке не правиш наивни? И замислете, за казна премиерот на вчерашната прослава не се поздравил и го игнорирал министерот за одбрана. Како да не се работи за држава, за институции на Република Македонија, туку за некакво приватно друштво за кое не важи ни устав, ни закон,
ни ред, ни поредок. И не само тоа. Лажните патриоти од ВМРО ДПМН излегува со соопштение дека тие никогаш нема да се поклонат пред гробовите на оние кои убивале македонски граѓани и бранители. Значи, пред гробовите не, а пред живите злосторници ќе се поклоните ли? Па заборавивте ли, господа од ВМРО ДПМН, дека токму вие по наредба на Никола Груевски и повторно заради зачувување на власта и заради ништо друго, излеговте и од рамковниот договор и од меѓународниот правен систем и ги амнестиравте хашките случаи за злосторства против човештвото. Вие одлучивте да ги ослободите од секаква одговорност живите злосторници, чии жртви беа македонски граѓани и бранители, а сега глумите лажен патриотизам и принципиелност пред гробовите на мртвите. Погледайте само, почитувани граѓани, како глумат лудило во однос на покачувањето на цената на струјата, на горивата, на парното. Велат, владата со тоа нема ништо. Тоа била одлука на регулаторната комисија, која била независно тело. Ма немој, а која избра регулаторната комисија? И по чии директиви и наредби цело време таа работи? Има ли владата некакви ингеренции кај висината на акцизите, кај деночните зафаќања, кај нерационалните трошоци во државните ЕЛЕМ и МЕПСО? Како тоа во овие тешки кризни времиња има пари во буџетот за владини реклами, за споменици и скулптури, за фонтани и паркови, за фасади, за скапи огради и жални врби, ама не смеа да се намалат акцизите затоа што ќе немало пари за здравството и образованието. Каква е таа криза во која сите имаат помалку, ама власта не? Сите мораат да оскудеваат и штедат, а владата продолжува да се расфрла и луксузира. И тоа со наши, со народни пари. Почитувани граѓани, драги пријатели, состојбите во нашата земја се тешки, проблемите се огромни. После 6 години портокалова преродба се соочуваме со порази и неуспеси на сите клучни полиња. Македонија е земја со рекордна сиромаштија и невработеност, со урнисан животен стандард на граѓаните, со економија во рецесија, со индустријско производство што постојано паѓа, со пат на вкупното земјоделско производство и намален сточен фонд, со неликвидно стопанство, со рекордно ниско ниво на странски инвестиции, со двојно зголемена задолженост кон странство. После 6 години преродба, Македонија е земја со уназадена демократија, со загрозена слобода на медиумите, со партизирана администрација и политички диригирано судство, со огромен, со тежок државен криминал и корупција. После 6 години преродба, Македонија е земја со целосно и трајно блокирани евроатлантски интеграции, со нарушени меѓуетнички односи, со изгубен меѓународен углед и кредибилитет, земја без дефинирани стратешки цели, без перспектива и иднина. Ова се фактите, ова е вистината. За жал, ако нешто радикално не се промени, ако продолжат истите политики, состојбите ќе стануваат се потешки, проблемите се поголеми, живеачката се помизерна. Едноставно, таквите политики даваат такви резултати. А работите сами од себе нема да се сменат. Ниту пак некој друг однадвор ќе дојде да ни ги реши нашите проблеми. Клучното прашање пред кое е исправен секој наш граѓанин и целиот наш народ е не дали сакаме да живееме подобро, туку дали сме спремни да се бориме да живееме подобро. Дали сме подготвени да ги оставиме настрана малодушноста и апатијата, да се исправиме достоинствено и да станеме господари на собствените животи, ковачи на собствената среќа и иднина. Драги пријатели, во животот на секој човек има моменти и предизвици кога што и да се направи представува ризик. Но најголем ризик е ништо да не се направи.
Со таков предизвик се соочуваме денес како народ и како држава. Оваа битка едноставно не се пропушта. Ова не е време за неопределеност, за салонски дебати и кафански муабети. Ова не е време за глумење незаинтересираност, за гадење од политика и за она македонското па сите се исти. Па ти немој да бидеш ист. Ти почни поинаку. Не заради другите, туку заради самиот себе и своите деца. Или избори се за својот собствен живот, или признај дека сам доброволно си го препуштил правото друг да одлучува за тебе. Почитувани граѓани, во март следната година не очекуваат локални избори. Секој човек во оваа земја ќе има можноста да го искаже својот став сам за себе да решава. На тие избори ќе се бираат градоначалници и совети на општините. Но не само тоа. На тие избори ќе се донесе и референдумската одлука дали оваа власт го има легитимитетот да продолжи да владее или е дојдено времето конечно да си замине. Ајде да искористиме таа можност, да искористиме таа шанса. Ајде да ја прекинеме оваа агонија, ова лудило што предолго трае и прескапо не чини. Ајде сите заедно да ја добиеме оваа битка за нашата иднина. Овде во Крушево, таа политичка трка ќе ја водиме заедно со вашиот сограѓанин, комшија, пријател и наш кандидат за градоначалник Ташули Јуца. Човек што многу добро го знаете. Чесен, скромен домаќин. Човек со минат труд, со богато животно и работно искуство. Одговорен и пред себе си и пред другите. Вистински кандидат за прв меѓу еднаквите за татко на градот. Ја бараме и убеден сум и убедени сме дека ќе ја добиеме вашата поддршка. Крушево беше и пак ќе биде бастион на Социјалдемократскиот сојуз. Во Крушево одиме на сигурна победа. Во Македонија одиме на сигурна победа. За нас, за нашите деца, за нашата Македонија. Победа и само победа.